Побројните реплики, контрареплики, процедурални забелешки и до фрлања од место пратениците малку ќе одморат. Конститутивната седница ќе продолжи во вторник, по великденските празници. Иако народните избраници денеска не се во собраниската сала, сепак партиите ја потсетија јавноста на веќе познатите ставови. Љупчо Николовски од СДСМ рече дека имаат план и стратегија во многу брзо време да се избере собраниски спикер и да се формира влада. Опозицијата, односно досегашната опозиција, представена во парламентот како мнозинство преку 67 пратенички мандати, во целиот овој период многу трпеливо, мудро и одговорно се однесува и сме убедени дека многу наскоро во интерес на граѓаните токму ова парламентарно мнозинство во собранието ќе ја преземе обврската и одговорноста да го деблокира собранието, да избере председател на собрание и да избере нова реформска и демократска влада. Тоа право и обврска ни го дале граѓаните на изборите, над 700.000 граѓани, преточено во мнозинство во парламентот, и нема никој да не спречи да избереме председател на собранието и нова влада која што ќе се грижи за граѓаните. Во МРДПМН преку партиско соопштение порача дека единствен излез од оваа ситуација се нови парламентарни избори. Само така граѓаните јасно ќе можат да се изјаснат околу тиранската платформа и нема да се чувствуваат измамено, велат од партијата. Народот не дозволува ниту формирање тиранска влада, ниту реализирање на тиранска платформа. Народот не го интересираат фактурите на Заев. Затоа СДС е во паника. СДС е цврсто решен својата фактура да ја плати со распродажба на највисоките национални и државни интереси. Во меѓувреме повици за повлекување на тиранската платформа, која се појави како главен политички проблем по изборите, што ги блокираше сите процеси, почнаа да стигаат и од угледни интелектуалци албанци. Универзитетскиот професор и академик Абдулменав Беџети прашува зошто ДУИ не се откаже од платформата. Зошто ДУИ не се откажува од платформата, кога знае дека сега не важи ништо, бидејќи немаат мнозинство од 81 пратеник? Пратениците од ДУИ и останатите албански партии за сега се децидни дека немаат намера да се откажат од платформата која ја поставија како основ за формирање на влада.